утро, Марија. Добро утро. Добро утро и до вас. Ние малку сме брзи, не сме веќе на автопат. Веќе сме кај кружниот тек во Велес, односно поточно кажано улица Академик Пенчо Давчев, каде што можеме да забележиме дека нема огромен број на возила, ниту пак сообраќаен метеж. Можеби претпоставувам дека во Велес и нема сообраќаен метеж како што е вообичаената слика во главниот град Скопје. Секако и овде на кружниот тек според многу анализи се вели всушност дека кружниот тек е една позитивна карактеристика во сообраќајот што придонесува да нема сообраќаен застој, сообраќаен метеж. Па всушност и многу земји во светот имаат многу повеќе кружни токови отколку семафори. Како што кажав, овде немаме метеж, ниту пак огромен број на возила, што се однесува до автопатот Скопје-Велес. Исто така стигнавме за прилично брзо време, односно на предвиденото време. Не можевме да забележиме огромен број на возила. Така да, ако ви е во план да се упатите од Скопје па се до Велес, верувам дека нема да ви предизвика проблем никаков сообраќаен метеж, како што не ни предизвика и нам, и дека би стигнале согласно предвиденото време за таа дестинација. Исто така ќе апелирам секако како во сообраќајните подрачја во градот, секако да се внимава и на автопатот, односно да се почитуваат тие сообраќајни правила и прописи, сообраќајните знаци, секако да се внимава на некои места кои што се критични за одрони, како што беше случајот пред неколку дена, поточно кажано во вечерните часови, некаде после 9 часот на 4 април, каде што дојава за одрон имаше на автопатот Скопје-Велес, при што дојдоа екипи од јавното предпријатие Велес и Скопје со цел да го исчистат тој неред од одронот, и исто така беше затворена една од сообраќајните ленти каде што всушност имаше одрон, а исто така дојава за одрон на истото место, поточно кажано кај бензинската Детел Ветарско 9. Имаше и вчера објавено на многу медиуми на социјалните мрежи, но дејќи навака и ние можевме да забележиме дека повторно има удрон на истото место, каде што имаше и на 4 април, при што имаше остатоци од самиот удрон на сообраќајната лента, и секако едната лента беше затворена, како и минатиот пат. Можам да кажам дека, освен тоа што напоменав дека нема метеж како на автопатот, така и овде каде што се наоѓаме, дефинитивно, иако ако не ви е во план да дојдете во Велес, секако ви препорачувам да го посетите ова македонско градче со тоа што нуди безброј убави места да ги посетите. Овде е поладно од Скопје, можам да претпоставам, но сепак нуди убави места и вкусна храна. Уште еднаш ќе апелирам на тоа да се внимава на самиот пат кога го управуваме зад возилото, секако да ја почитуваме дозволената брзина која е пропишана согласно законот и да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи и поставената сигнализација. Тоа верувам повеќе ќе слушнете за сообраќајната култура и во разговорот во студио со Кате и Чинам Туни Ангеловски од МВР. Толку е за ова вклучување до сега. Мислам дека ги кажав најважните потребни информации со оглед на тоа што е ладно, а секако и ви носиме од лице место интересни приказни во подоцна во емисијата, ќе се упатиме натака.